Рамазан е исламски празник кој трае во текот на целиот 9-ти месец од исламскиот календар. Се верува дека во текот на тој месец светата книга Куранот му бил откриен на архангелот Гаврил, кој потоа му го пренел на пророкот Мухамед. Рамазан е време на пост, молитва, солидарност и милосрдие, во кој муслиманските верници целодневно се воздржуваат од конзумирање храна, цигари, алкохол, но и од лоши мисли, идеи и дела. Постот почнува со изгрејсонце, суфур и трае до зајдисонце ифтар. Јадење и пиење се дозволени во текот на ноќта. Од пост се ослободени децата, бремените жени, доилките и болните. Рамазан е еден од 5 столба на исламот. Останатите се верата, молитвите, поклонението и давањето милостина. Тоа е месец на добрина, милост, љубов и простување. Верувањата се дека кога ќе дојде празникот, портите на џенетот, рајот се отвараат, портите на џенемот, пеколот се затвараат. Муслиманите сметаат дека Рамазан на секој дом му носи полни раце дарови, милост, берикет и проштевање. Куранот вели дека Рамазан има 4 димензии: духовна, морална, солидарна и здравствена. Во текот на месецот на Рамазан многу е питно и се посветува многу внимание на тоа да човек, треба посебно да внимава за да му биде постот добар, да не го зборува она што не треба да го зборува, да не го слуша она што не треба да го слуша, да не го гледа она што не треба да го гледа, да не ја пушта раката онаму каде што не е негово, да не чекори онаму каде што не треба да чекори. Апсолутната позитивност е во текот на месецот на Рамазан. Впрочем, тоа го докажува и самиот Мухамед, Божиот пратеник, кој што вели дека во текот на Рамазан се затвараат ѓаволите, се затвараат вратите на пеколот, се отвараат вратите на џенетот, на рајот. Дефинитивно не функционира пеколот и ѓаволот во текот на овој месец. Се е припремено и овозможено за човекот. Човекот само треба да го исполни она што е бара од него. Еден од најбитните настани во текот на овој месец е постењето савма. Секој ден во текот на месецот Рамазан муслиманите низ светот стануваат пред изгревот на сонцето да јадат сухор, оброк пред зората и обавуваат фаџар молитва. Сите мора да имаат завршено со јадење и пиење пред да започне повикот за молитва езан, па се до четвртата молитва од денот мигриб залез. Муслиманите може да продолжат да јадат и пијат по залезот на сонцето, па се до следниот фаџар повик за молитва. Рамазан е време за обожавање на Бог. Муслиманите треба да посветат повеќе време и внимание врз следењето на исламските учења и да избегнуваат лоши мисли. Размислување и имање секс во текот на постот исто така се забранети. Насилството, освен ако тоа навистина е потребно, е забрането исто така. Една од најважните карактеристики на месецот е чистотата на мислата и активностите. Постот има за цел да го предлабочи искажувањето на почит и воспевањето на името на Бога, со што и самите верници стануваат поблиску до Бога. По 30-дневниот рамазански пост следува 3-дневен рамазански бајрам кој се смета за голем празник во исламот. Почетокот на Рамазан секоја година се поместува за 10 дена наназад, односно во престапните години за 11 дена, во однос на претходната година поради разликата меѓу исламскиот и грегоријанскиот календар. Во дел од арапските држави постот е само во првите неколку дена во месецот.